Народната банка останува на проценката дека 2025 година инфлацијата ќе биде 3,9% на годишно ниво. Вела дека растот на цените забави, но за да дојде до релаксирање на монетарната политика, а со тоа и намалување на каматите на кредитите, не смее да се дозволи административно зголемување на платите во државава, пред се на минималната плата. Гувернерот Трајко Славевски вели дека мора да се почитува законот, кој е јасен како се врши усогласување на платите. Секако дека кога зборам за доходите, не мислам само на платите, тука легуваат и пензиите, но тоа е сосема друго прашање, затоа што мислам притисоците во изминатите 7-8 години се многу поизразени во првата област, во област на платите. Инаку вчера извршниот одбор на Народната банка воведе нов механизам, а тоа е 7-дневни благајнички записи. Целта е сигналите што се праќаат преку монетарните мерки и политики полесно да се спроведат од банкарскиот сектор. Оваа мерка доаѓа по неколкогодишното одлагање и првата аукција на овие благајнички записи со каматна стапка од 4%, каде што банките може да запишат 43 милиарди денари или скоро 700 милиони евра, се изврши денеска. Токму затоа е оваа промена да дојдеме до еден попазарен и поефикасен инструмент со кој што цениме дека монетарната политика и сигналната функција на основната каматна стапка, која што сега се сведува на овој основен инструмент, 7-дневните благајнички записи, ќе биде поефикасна во иднина и таа трансмисија ќе биде поефикасна. Сепак отворено е прашањето дали оваа мерка не значи релаксирање на монетарната политика во услови кога инфлацијата е околу 4%. Инаку благајничките записи влијаат колку пари ќе завршат како кредити, односно ако растат каматите, банките парите ќе ги запишуваат како благајнички записи, а ако паѓа референтната каматна стапка, парите ќе се пласираат како кредити. Ова би влијаело на кредитирањето и во зависност од парите во оптек, ќе се влијае на агрегатната побарувачка, која има големо влијание врз инфлацијата. Во моментов референтната каматна стапка за записите од 42 до 49 дена е 5,35% и овие записи се лимитирани на 10 милиарди денари или 163 милиони евра. Со новата мерка каматата е 4% и се носи кога растот на кредитирањето на годишно ниво е над 12%. Од Народната банка велат дека остануваат во оптек и сите досегашни инструменти кои влијаат на ликвидноста на банкарскиот сектор.